Бесправно и надвор од секоја законска процедура. На самиот кеј на реката Дрим, Косовскиот конзулат во Струга, кој се јавува како инвеститор, свечено го откри поставеното 3,5 метра високо споменобележе, посветено како знак на благодарност затоа што во 1999 за време на воениот конфликт граѓаните на Косово нашле прибежиште во нашата земја. Никој не знае истото колку пари чини. Мерко не одговара на повиците, а од општината не откриваат. Во важечките урбанистички планови на конкретната локација воопшто не е предвидена изградба на било какво споменобележе. Спорната одлука е донесена со амин од советниците на СДСМ, преку кои ДУИ успеа да обезбеди мнозинство за гласање по Бадентер. Советниците на СДСМ во Советот на општина Струга гласале за тоа. Тој само потврда тоа што виде кој е главен таму. Ги бојадишува како шарена револуција спомениците за македонските дејци, али затоа во Советот на општина Струга гласаат за незнаен косовски јунак кој што има споменик во Струга. Сакаме да сме еднакви, ако сакаме да сме еднакви, тогаш овој споменикот што е во Струга ќе треба утре заедно со Бујар Османи да појдеме и да го демонтираме, бидејќи тој споменик во Струга не го исполнува законот. Со нелегално поставување на споменобележе од други држави во срцето на Струга се подрива уставниот поредок на Република Македонија, предупредуваат од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ, која пред Уставниот суд ја обжали одлуката за подигање на ова највисоко споменобележе во Струга. Ова е обид за затскривање на криминалот на Мерко, кога во јавноста излегоа сите афери и индиции за сторени кривични дела. Најлесен начин за затскривање на тој криминал е прибежиште да се бара во национализмот, вели советникот од ВМРО-ДПМНЕ Ален Деребан. Затоа што ова представува скандал во меѓународните односи помеѓу државите и невиден преседан. Странска туѓа држава без одобрение да изграде споменик во Република Македонија кој што представува класична дивоградба, спротивна на сите законски прописи. А немаме никаква реакција ниту од Министерството за култура, ниту од Управата за заштита на културно наследство, ниту од Министерството за надворешни работи. И покрај тоа што инспекцијскиот совет утврди незаконитости поради кои предметот го достави на понатамошно постапување до Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство, споменикот финансиран од конзулатот на Косово беше свечено откриен. Инаку, ова не е прв обид на кејот на Дрим да се постават споменобележа и споменици, меѓу другото и на контроверзни личности поврзани и со војниот конфликт во Македонија.